Гевгелија и Пазин заеднички ќе го реализираат проектот за унапредување на соработката и меѓусебно запознавање, кој веќе е одобрен од ЕУ програмата за граѓаните. Во рамките на проектот е предвидена презентација на двете општини, но и размена на искуства, организирање на заеднички работилници и средби. Според проектната апликација, двете средноучилишни центри од Гевгелија и Пазин ќе остварат потесна соработка. Волонтерите од Асоцијацијата Наше дете од Пазин ќе ги презентираат своите активности, а ќе бидат согледани и можностите за вклучување на нашата земја во Еразмус плюс програмата. Целта на проектот е да се унапредат стопанските врски меѓу двете општини, така што членови на локалната акциона група Централ Истра ќе ги презентираат своите искуства од лидер програмата, а ќе бидат организирани и посети на нивните фарми реализирани преку оваа програма. На тој начин ќе се придонесе за унапредување на стопанската соработка меѓу двата града преку поврзување на стопанствениците и организирање на бизнис средби. Пред 2 години Пазин од Истра, Хрватска и Гевгелија подпишаа меморандум за соработка, а градоначалниците Ренато Крулчик и Иван Франков се заложија за заедничко учество пред програмите на Европската Унија. Повторно ќе се отпочне постапката за избор на нов концесионер во врска со изградбата на регионалната депонија. Ова беше договорено на состанокот на градоначалниците на 10 општини, меѓу кои Гевгелија, Богданци, Валандово и Дојран, што се одржа во Босилово. Со цел да се координираат активностите, веќе започна формирањето на регионално оперативно тело. Исто така, деновиве се очекува градоначалниците од 10 општини да потпишат меморандум за соработка за изборот на нов концесионер, вели председателот на Југоисточниот плански регион Ванчо Стојанов, инаку градоначалник на општина Василево. Во првата регионална депонија, која всушност треба да биде и прва модерна депонија во земјата, ќе се собира ѓубрето од 10 општини на југоистокот, тоа ќе се селектира и ќе се проработува. Претходно, изградбата на депонијата беше запрена и беа запрени преговорите со австриската компанија АСА, која не се согласи да ги прифати по ниските цени за ѓубриња и други трошоци. Следува соопштението што го издаде градоначалникот на општина Гевгелија во врска со престојната јавна презентација и јавна анкета по 3 урбанистички планови. Со него се известуваат граѓаните и правните лица дека се организира јавна презентација и јавна анкета по 3 урбанистички планови, и тоа: по нацрт детелен урбанистички план, дел од блок 3, 3.2 и 3.3 општина Гевгелија, плански период 2014-2019 година, потоа по нацрт детелен урбанистички план, дел од блок 5, 5.1 општина Гевгелија, плански период 2014-2019 година, и по нацрт детелен урбанистички план, дел од блок 4, 4.4 општина Гевгелија, плански период 2014-2019 година. Јавната презентација ќе се организира во малата сала на Народниот театар во Гевгелија на ден 15 јануари 2015 година, четврток, со почеток во 12, 12 часот и 30 минути и 13 часот. Јавната анкета за урбанистичките планови ќе трае 10 работни денови. Заинтересираните граѓани и правни лица од подрачјата опатени со плановите, како и државните органи и други институции, своите забелешки, предлози и мислења на нацрт плановите можат да ги достават писмено на анкетни листови. Анкетните листови може да се подигнат и да се доставуваат во архивата на Оделението за урбанизам, архитектура, градежништво и заштита на животната средина. Во општина Богданци се одржа состанок на тема Иницијатива за формирање заеднички ЛАК. Представници на општина Дојран, представници на општина Богданци, како и представници од општина Гевгелија присуствуваа на состанокот. Состанокот се одржа врз основа на претходна иницијатива од страна на Оделението за ЛЕР општина Богданци со цел позиционирање на нашите 4 општини во врска со воведување на ЛЕАДЕР пристапот во Република Македонија. Сите присутни беа запознаени со овој процес, кој што се чувствува како шанса за дополнително привлекување на средства од Европската Унија, фондовите низ ова нова мерка. Овој
подготвителен период треба да се искористи за создавање услови за вклучување и подготовка за успешен настап пред надлежното министерство во напорите за регистрација и акредитација на ЛАК од територијата на овие 4 општини. На состанокот се согласија да ги известат градоначалниците да договорат заеднички состанок на оваа тема и да се презентира ЛЕАДЕР програмата, врз основа на што по добиените информации градоначалниците ќе можат да преземат соодветни чекори. Во Гевгелија, почнувајќи од денес па се до 18 јануари, се одржува 4-тиот модул на семинарот за оптометрија. Темата на овој модул е призма, а учество ќе земат кандидати од Македонија и Црна Гора. Организатор на настанот е Занајчијската комора Кобленц, Германија, во соработка со Сдруженијето на жени занајчии на Република Македонија, кое е член на Балканското сдружение на жени во занајчијството. Ке се дозволам во името на општина Гевгелија на гостите, односно на сите учесници на семинарот, им пожелам пред се успешна работа и би сакал деновите да следат, всушност да ги поминат во една атмосфера каква што обично ноди градот Гевгелија. Ви благодарам за присуството и ви пожелувам успешна работа. Значи, целта на овој семинар е една нова област, која што многу ретко се применува во Македонија, тоа е едукација во областа на призмите. Ние овој семинар веќе го правиме по 4-ти пат, овој е 4-ти модул, 2 модула претходни се случија во Гевгелија во истиот хотел, а 3-тиот модул, каде што беше практичната обука и полагањето на завршниот испит, беше во Германија, во еден прекрасен офталмолошки институт во градчето Диис, во околината на Франкфурт. Не ќе беше завршен семинарот ако не се завршеше и обуката за призма, и со овој 4-ти модул ние го заокружуваме целиот циклус на оптометрија, така да секој учесник на овој семинар ќе стане комплетен оптометрист. Ja, wir haben also dieses го одбравме овој фантастичен хотел, поради тоа што услугата е неверојатна, градот е преубав и сите луѓе кои што живеат тука се толку пријателски настроени кон нас што не можеме ни да се замислиме да организираме на друго место. Овој семинар представува семинар како дополнение на претходните 3 семинари кои што ги организиравме и тука ќе стане збор за бинокуларното гледање, односно гледање со обете очи. Овој семинар представува Денес, 14 јануари, е ден посветен на Свети Василиј Велики, обрезание Господово и Стара Нова година. По тој повод, утринава и во гевгелиските храмови беше отслужена Свете Василева литургија во присуство на многу верници. Во пресрет на денешниот празник, синоќа продолжи долгогодишната традиција. И синоќа православните христијани кршеа погача со паричка. Оние кои во својот дел ја најдоа паричката се вели дека ќе имаат среќа во годината. Речиси немаше мало во градот каде што не гореа сурварските огнови и каде не се слушаше песна до доцна во ноќта. И на Василица како и на Бадник децата најпрвин околу заедничкиот оган, а потоа одејќи по домовите ја пеја познатата песна Сурва, а домакините за возврат ги даруваа со разни подароци. Во текот на минатата недела и викендот царинските службеници открија повеќе обиди за криумчарење стока, при што привремено се задржани девизи, пиротехнички средства, козметика, цигари, делови за мобилни телефони и фалсификати. На граничниот премин Богородица задржани се 5184 паковки од по 200 мл масло за нега на тело. При контрола на товарно моторно возило со босански регистарски таблички управувано од српски државјанин, пријавено за влез во државата. Според приложените документи, возилото требало да биде натоварено со 3 палети со маслиново масло, 5 палети со метални цевки, 13 палети со моторно масло и 3 палети со текстилни производи, но при контрола на стоката, наместо 3 палети со текстилни производи биле пронајдени 432 кутии со масло за нега на тело, со вкупна маса од 1182 килограми.